Дами и господо, добре дојдовте во уште едно ново издание на Другите вести. Единственото место во етерот кое е фокусирано на оние вистински новости што другите телевизии избегнуваат да ги коментираат. Другите вести не се ослонуваат на вештачка, па фала Богу ниту на реална интелигенција. Туку ние нашите вести ги добиваме директно од најдоверливите извори во земјата. Прислушкувани разговори на важните државни функционери од владеачката класа и локалните и регионални интернет портали. Моето име е Кирил Зарински, а ова се Другите вести. Започнуваме со интересни вести од Министерството за образование, кое излезе со впечатлива статистика во поглед на почетокот на новата школска година. Имено, во последната деценија се забележани дури 30% повеќе леваци кои се запишуваат во прво одделение во споредба со претходната деценија. Просветните работници ова го нарекоа вистинска леворуција во образованието. Одиме кон предиграта за локалните избори. Актуелниот градоначалник на општина Карпош, господинот Стефче Акимовски, излезе со детали околу неговата програма доколку повторно биде избран за градоначалник на општината. Според неговите најави, малите карпошани набрзо ќе се вселат во нова градинка. А еве и фотографија од малите карпошани. Еве и фотографија од градинката. Шајерот. Ке се вика Стефче Багинс Шајерот. Одиме кон следната вест. Вице-премиерот за добро владење, господинот Арбен Фетај, се најде под остри критики од јавноста поради тоа што на официјално обраќање зборуваше на албански наместо на македонски јазик. Фетај беше на настан по повод промоција на новите црвено-жолти регистарски таблички за службените возила во државна сопственост. Му беа поставени неколку новинарски прашања сите на македонски јазик, а тој инсистираше да одговори на албански. Во негова одбрана веднаш застана премиерот Мицкоски, кој изјави дека тој и вице-премиерот засега деловната комуникација ја водат на англиски јазик. Но Фетај, цитирам, напорно се труди да научи македонски и вели, уверен сум дека нема да ја повтори грешката. Инаку, во биографијата на вице-премиерот за добро владење, Арбен Фетај, која е објавена на официјалната веб страница на владата, е наведено дека покрај албанскиот тој има познавање и од македонски, француски и англиски јазик, зборува холандски и дански јазик, владее клингонски и дотраки, чита и пишува санскрит, разбира папагалски, ама не знае да ти врати и течно зборува сарказам. Во листата на квалитети исто така пишува дека тој е искрен и скромен. Од Македонија се селиме во регионот. Владата на Република Албанија ја представи првата AI министерка во светот, целосно генерирана од вештачка интелигенција. Ботот се вика Диела, што на албански значи сонце и е прикажан како жена во традиционална албанска облека. За жал, ова е и првиот AI бот во светот кој изјавил територијални претензии према друга земја, во случајов Македонија. Патем, многумина од вас ме прашуваа дали е спортско сакото. Да, спортско е. Не задржува пот. Мислам, да, спортско сако е. Го купив комплет со копачки. Добро, да, спортско сако е. Има 10 на грбот, крај на приказната. Океј. Кога сме кај облеката, изминатата недела добивме и тажна вест од светот на модата. Семејството Армани објави дека познатиот италијански моден дизајнер и основач на брендот, Джорџо Армани, починал овој септември на 91 годишна возраст. Што е чудно, бидејќи пола свет мислеше дека е починат уште во 2010. Американската компанија за технологија Apple месецов го одржа својот традиционален настан на кој ги представи долго очекуваните нови модели на нивниот iPhone. Согласно најавите, најмногу внимание привлече иновативниот модел iPhone Air,
најтенкиот iPhone досега со дебелина од само 5,6 мм. Но сепак, верните фанови со нетрпение чекаа и ги дочекаа вестите за новиот iPhone 17, кој доаѓа со цела низа на современи функционалности, досега невидени кај телефоните на Apple. Од компанијата најавија дека со најновиот iPhone 17, опремен со најновата верзија на оперативниот систем iOS, корисниците конечно ќе можат да се јават кај луѓето кои што им се меморирани во именик. А сега, Матео. Мацо, времето е жешко, времето е тешко, времето е до курца. Ако се прашуваш за влажност, времето кај мене, ја кај што сум таму е влажно, кај што не сум не суво барут. Пример, идам ја у радио кај Вишко, таму е влажно. После идам у Сингелич у јато, суво барут, мацо, тоа Сингелич, тоа село, тоа не може да го воспостави човек у денешно време. Кој ти курац Скопје, какви прајдови, какве пичке, мајчине, брат ми бараш ти тука. За вестите во 7, вашиот Матео Велковиќ. Чао, љубови, бај! Благодарам, Матео. Доволно е. Драги гледачи, тоа беше се од ова издание на Другите вести. Останете со нас и следната недела, за да ги дознаете сите новости за кои другите телевизии се преплашени да зборуваат. Јас за вас сум Кирил Зарински, еј! А вие сте мојата омилена публика. Довидување. Фала режија! Фала режија!